вечер. Процесот продолжува, најави францускиот претседател Емануел Макрон и ја поздрави одлуката на бугарскиот парламент кој даде зелено светло за новиот редефиниран предлог на првичниот француски предлог. Макрон кажа дека по ова гласање во следните денови ќе продолжат размените на мислење со партнерите во Бугарија и Македонија. Но Макрон не нарече и северни македонци заблагодоврајќи се за овој цел процес. Што се очекувањето од понатомошното продолжување на процесот? Франција има уште една недела со преседавањето на Унијата, потоа превзема Чешка. Не му беше прв пат на Макрон да го употреби изразот северно македонци, кој денеска беше оправдуван како ненамерна грешка од страна на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Македонија ги постави своите црвени линии во преговорите, но дали ќе издржат тие линии? Стрес и тахикардија во изминативе денови, македонската нација беше ставена во исчекување до последен момент дали владата ќе го одбие или ќе го прифати предлогот, без ниту еден збор објаснување што содржи тој. Првиот предлог е одбиен, а што ќе се случува понатаму, вечерва разговараме со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Останете со Топ Тема, интервјуто почнува веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, со мене вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер. Конечно на интервјуа, со оглед на тоа што морам да признам дека цела недела се обидувавме да дознаеме нешто повеќе за францускиот предлог. Се решивте на молка, денеска по кажаното не. Вчера од страна на премиерот Ковачевски имавте и брифинг со новинарите заедно со министерот Бујар Османи. Иако нели логично е да ве прашам зошто молчевте, сепак вие објаснивте зошто молчевте. Ќе почнам од најновото, од претседателот на Франција Макрон, кој го поздрави гласањето во бугарскиот парламент за најновиот предлог што го дава тие и предлогот за тргањето на ветото. Кажа дека процесот ќе продолжи. Може ли на почеток да ја видиме неговата изјава за да се надоврзиме да видиме како всушност може да продолжи овој процес? Се разбира. The accession negotiations for North Macedonia and Albania. Во однос на преговорите за членство на Северна Македонија и Албанија, повикав на гласање во бугарскиот парламент за укинување на бугарското вето во однос на северно-македонските преговори за членство, што исто така ќе и помогне и на Албанија. Ќе продолжиме со ова. Ги имаме преговорите со бугарските и северно-македонските колеги да се најде решение и постигне договор во следните неколку дена и сите се подготвени тоа да се формализира. Би сакал да им се заблагодарам на бугарскиот премиер, коалицијските партнери и опозицијските партии кои тоа го изгласа. Честитки за Северна Македонија на напредокот. Се уште има работа да се заврши, но ова сепак е напредок. Ова беше изјавата на Макрон. Дали е ова напредок за нас, оглед на тоа што и со денеска изгласаниот нов редефиниран француски предлог има работи кои што апсолутно не ја одговараат на Македонија? Прво треба да разјасниме заради јавноста дека денеска не сме добиле нов француски предлог или нацрт предлог, туку бугарското собрание изгласа декларација во која што дел ги реафирмира, дел ги видоизменува, меѓутоа ги изнесува своите ставови. Ние ги изнесовме нашите ставови вчера на самиот самит во Брисел и на пресконференцијата после неа. Така што доколку врз основа на тие изнесени позиции од наша страна и од бугарска страна успее француската влада и францускиот претседател и претседателството со ЕУ да предложи некој нов поинаков предлог, ние ќе бидеме подготвени да го разгледаме и да видиме дали се овие наши барања, кои што ги изнесовме вчера, позиции, црвени линии, како сакате наречете ги, дали се внесени, дали се задоволени, за да можеме да разговараме на кој начин и во кој рок тоа да се прифати. Нормално, било кој предлог, ние, иако рековте нема да ме прашате, должен сум да објаснам зошто. Да, секако, меѓутоа сакав само да завршам со Макрон. Ми изгледа многу позитивен, дека ќе продолжи процесот, не спомнува ништо во однос на Македонија и незините црвени линии, кои се јасно кажани и вчера во Брисел, а го поздравува она што се случи во бугарскиот парламент. Да, тоа е предлогот за тргање на ветото до бугарската влада, меѓутоа таму има и делови кои што очигледно со оглед на првиот предлог не верувам дека нема да се инкорпорираат и во овој предлог. Како сте сигурни дека оние барања што ние ги имаме и црвени линии, Макрон ќе ги сослуша, ќе ги вметне и можеби за оваа една недела додека преседава нешто ќе се случи? Додека не видиме некој поинаков предлог, не можеме да бидеме сигурни и не сме сигурни. Меѓутоа сигурни сме дека ние ќе инсистираме
на позициите кои што ги изнесовме да бидат вградени во целиот пакет, и во преговарачката рамка, и во заклучоците, за да можат да бидат прифатливи кај нас. Инаку, предпоставувам дека освртот кон денешното гласање во Бугарија, затоа што можеме сите да признаеме, имаше крајно драматична ситуација во Бугарија во изминатите месец-два, каде што имаше голема неизвестност. Дали владата ќе преживее, владата предвадена падна, владата на Петков. Денес имаше ново гласање, не се знае се уште како ќе се движат работите во смисла дали ќе има нова влада или избори. И во тој контекст на вистина е тешко да се носат овие одлуки и мислам дека во таа смисла претседателот Макрон го поздрави тоа, исто како што поздрави напорите од наша страна. Ние сме благодарни за сите напори и на претседателот Макрон, бидејќи лично се вложи во ова, и на неговиот тим во кабинетот и Министерството за надворешни лично се вложи во ова и сме благодарни. Францускиот предлог кога излезе во јавност овде апсолутно не личеше и не е така дека ние треба да сме благодарни на нешто што навистина возбуди јавноста, дури и вашите коалициони партнери, заради тоа ќе излезе од влада ако го прифатевте. Наша цел не е да правиме непријатели, туку да ги одржуваме пријателите и со нив да комуницираме. Тоа не значи дека секогаш ќе се согласиме за се. Франција како претседавач со Унијата се вложи за да бара решение. Ние не сме добиле официјално предлог, бидејќи гледате и тоа што беше објавено, беше со прецртани реченици, тоа се беше драфт, значи официјален предлог не сме добили. Тоа во што имавме увид, веднаш кога ги видовме документите, испративме наше и писмено и усмено. Кога се случуваше тоа? Ние живеевме во една лимбо ситуација, тотален информативен мрак од ваша страна. Вие се оправдувате дека сте морале така затоа што било чувствително времето на паѓање на владата на Петков и слично. Меѓутоа, ајде барем сега кажете како постапивте кога го видовте предлогот, макар и во јавност. Велете не сме го виделе. Видете, како што кажав, за да добиете официјален предлог треба да ви го достават. Се беше сведено на неофицијална комуникација, исто како што го добија останатите, ние го добивме во одредена точка пред неколку дена и во моментот кога го добивме, директно, непосредно им ги соопштивме нашите забелешки и на претседателот Шарл Мишел, и на претседателот Макрон, и на највисоко ниво премиерот и претседателот на државата со нив, и останатите учесници на поинакво ниво, на нивни соработници, министри и така натаму. Тие ги земаа со нив забелешките, рекоа дека ги се обидат, работеле, не успеале да ги внесат сите, веројатно имало противење од Бугарија. Тоа беа баш тие денови кога во Бугарија не се поднесе оставка министерката за надворешни работи, немаше од кого да добијат ни одговор на некои работи, бидејќи немаше мандат. Премиерот Петков се занимаваше со други работи и бидејќи не постигнавме согласност ниту за евентуален документ во форма на протокол, ниту пак за овие документи, заклучоци и преговарачка рамка, тие го представија така како што е, нецелосен, незавршен, и во самото, ако сте приметиле во бугарското МНР кај што ги проследуваат овие документи до нивното собрание, се вели дека овој текст не е комплетиран и не е конечен. Така што ние во соработка со нашите партнери и од ЕУ и од Соединетите држави дојдовме до еден заклучок дека е најдобро во овие денови, кога се одлучува политичката судбина на Петков и неговата влада, не треба да излегуваме во јавност за да не влијаеме на гласањето на доверба на владата таму или на оценката на предлогот од нивна страна. Меѓутоа, во ниту еден момент не сме се воздржале да ги кажеме нашите забелешки. И тоа што го соопштивме вчера, го соопштивме предходно на сите нива. Јас кажав и во најавата, стреси и тахикардија доживуваше тука нацијата, немајќи апсолутно никакова подготовка за тоа што се очекувањата во Брисел. Втората работа што се случи во очи на кажаното не од Ковачевски беше најавата на коалиционите партнери, Демократски сојуз, Либерал-демократската партија, Дом, дека ќе излезат од владата доколку владата се согласи на еден ваков предлог. Тие велеа дека немаат на ниво во влада или како коалициони партнери, не зборам за тет-а-тет средби и неофицијални средби, официјално представување на позициите на македонската влада. А и тие се во владата. Официјално представување на документи што не се официјално добиени не може да има, бидејќи не сме добили официјален предлог. Нив не сте ги подготвиле за тоа што има во дискусија за нашите позиции
имало и во минатото, и во рамките на партиите, и помеѓу коалиционите партнери. И она што можем да ви го кажеме дека ние во преговорите, комплетно, целосно, во секој момент, сме се држале до програмата на владата, која што ги утврдува рамките за преговарање со Бугарија, декларацијата во собрание, која што исто така дава некаква рамка, сакат ограничување или слобода да се разговара во одреден контекст. Значи сме се држале до тие клучни документи, програма на влада, декларацијата во собранието и секако јавното мнение. Ништо ние не можеме јавно да преговараме, ниту да разговараме. Ми се доби впечаток дека дури ни коалиционите партнери, кога заминавте во Брисел, нема идеја какви се вашите позиции. Тие не би се заканиле со излегување од влада, доколку барем не сте ги информирале или пак, знаете, оваа земја имаше многу превирања. Во клучни моменти мора да се даде барем некоја насока за да не се доведеме во една ваква ситуација. Видете, јас веќе 5 години на еден или друг начин учествувам во работата на владата и точно добро ги знам превирањата и сите премрежија низ кои што сме поминали и токму затоа сме многу внимателни кога разговараме во име на државата и во име на владата. Мислам дека и јавноста, и аналитичарите, и новинарите, и коалиционите партнери треба да имаат доверба дека владата и тимот на владата кој што преговара секогаш се грижи за нашиот интерес. Ние имаме двоен интерес во цела оваа работа. Имаме од една страна интерес да го зачуваме нашиот идентитет и јазик и сите наши обележја и достоинствено да влеземе во преговорите со ЕУ, и од друга страна имаме интерес да ги почнеме преговорите, цел за членство во Европската унија, цел која што ни е зацртана од 1992 година и е наша стратешка надворешна политичка па и внатрешна политичка цел. Затоа ние се обидуваме меѓу тие две работи да избалансираме за да ги успееме двете, за да не испадне дека ќе ги почнеме преговорите на штета на нашите интереси, на нашиот идентитет и на сите оние обележја на еден народ и држава. И исто така не би сакале да отидеме во друга крајност, која што сме ја гледале во минатото, кај што мислејќи дека ќе го заштитиме идентитетот и сите обележја, ако одбиеме се што доаѓа и доколку кажеме не ни треба Европската унија. Ние сметаме дека може да ги постигнеме едните и другите, дека можеме да влеземе во Европската унија како македонци кои говорат македонски јазик и со сите други обележја, меѓутоа за тоа ни треба борба. И таа битка не е лесна, ние 15-17 години чекаме да почнеме преговори. Да, ние сме втори по чекање. Меѓутоа еве ќе го цитирам премиерот Ковачевски. Експерти создаваат хистерија во интерес на трети земји и интереси. Кои се тие експерти што создаваат хистерија во интерес на трети земји? Имате разузнавачки информации дека некој овдека работи со никои трети земји? Кои се тие трети земји? Видете, јас не можам ваква изјава да даде премиер. Јас не можам да го толкувам ни да го дообјаснувам. Меѓутоа сте во владата, сте представник за евроинтеграција. Да, можам само да го кажам не може следно. да не го прашате Ковачевски, а го водите процесот на евроинтеграција и да ви ги дефинира експертите што создаваат хистерија, а што е поинтересно работат пак за трети земји. Видете. Па ние мора да знаеме како јавност кои се тие трети земји што ни влегле тука преку експерти. Видете, факт е дека постоеа луѓе, поранешни политичари, луѓе кои што се заинтересирани за овој процес, кои што или погрешно ги информира, или намерно крева една тензија и дел од политичките партии, и медиумите, и експертите. Видете се. Велите и медиумите. Ајде, јас ќе ги одбранам медиумите, за тие политичари поранешни и за експерти не. Меѓутоа, кога некој нешто не знае, а тоа се медиумите и јавноста. Кога некој не е ниту избрифиран што треба да знае, кога некој не знае воопшто што ќе се случува и во 90% ги добива информациите од БГНС, од бугарски медиуми и ги презентира тие документи, тие сознанија, не може да не обвините за хистерија. Оти ние не можеме да знаеме што мислите вие. Јас мислам дека можеме да нагагаме, а не демантирате. Дека е многу поважно за државата да се даде подршка во преговорите на владата, која што има рамка за ставовите и за позициите, отколку да се праќаат патетични СМС пораки на министри за надворешни работи низ Европа, во кои што ќе ги повикуваме да го одбијат предлогот. Затоа мислам дека ние како влада направивме се, и по официјални и по неофицијални канали, да ги соопштиме нашите резерви, нашите забелешки,
кон земјите кон членки на земјите Унијата. членки на Унијата и кон председавачот на со Унијата и кон европските институции на сите нивоа, и на комесарско ниво, и на ниво на председател на комисија, на ниво на председател на Европски совет. На сите важни адреси се обративме со сите наши аргументи. И токму затоа, бидејќи не беше во овој нацрт недовршен предлог, не беа уважени дел од тие наши забелешки, ние имавме и други забелешки кои што беа уважени. Овие не беа уважени и затоа не го прифативме предлог. Кои беа уважени забелешки? Не би навлегувал затоа што ќе испадне дека кажувам каде, што е. Меѓутоа, еве ќе дадам еден пример. На самиот почеток на овој процес, 2020 година во март, Европскиот совет даде зелено светло за политичка одлука, донесе за почеток на преговорите со Северна Македонија и Албанија. Таа политичка одлука не е реализирана заради тоа што кај преговарачката рамка закочивме со резервите на Бугарија точно по однос на јазикот. Каде што најпрво се бараа дообјаснувања, звездички, фусноти и така натаму. Нашата позиција од почеток и до ден денес е дека формулацијата за македонскиот јазик мора да биде чиста, македонскиот јазик мора да стане еден од официјалните на Европската Унија, без унилатерално секоја држава има право да се изјасни во однос на некое прашање, вклучувајќи го и ова. Впрочем, тоа се содржаше и во португалскиот и во германскиот предлог, кој што како председателство ги предлагаа. Овој предлог до душа морам да признам дека не го оспори постоењето на македонскиот јазик со другите јазици во Европската Унија. Ама тоа сакам да кажам дека пред 2 години тоа беше најважното прашање. Меѓутоа еве сега заради кое што почна целиот спор. Денеска ние веќе за тоа го сметаме за денеска изгласа. Појасно да се одрази фактот дека ништо во процесот на постапување во ЕУ не може да се толкува како признавање на Бугарија за постоењето на македонскиот јазик. Истата формулација. Ама видете, тоа е став на Бугарија едностран, кој што не може да биде, ние се бориме против наметнување на тој став на цела Европска Унија. Инаку не можеме ние да забраниме, како што ни Бугарија нам не може да ни забрани, да има одреден став по одредено прашање. Она што за нас цело време беше важно е тој став да не стане став на Европската Унија, бидејќи тоа е во Сметате дека тоа нема шанси да стане веќе став на Европската Унија? Видете, доколку тоа се случи, ние пак нема да прифатиме таков предлог. Ние сметаме дека е логично да се уважи во 21 век на европска нација да се уважи правото на јазик. И тоа е, сметаме, во овој предлог уважено. Како бугарската страна ќе ги изрази својот став во еднострано, тоа е прашање на техника дипломатска, меѓутоа нам ни е важно тоа да не ја обврзува Европската Унија и во преговарачката рамка, да, вие и ги во сите дадовте, други документи да го има македонскиот јазик. Денеска ги кажавте и црвените линии во однос на тоа што може, што не може, а јас повторно бидејќи навлеговме овој денешен како да речам, изгласан предлог на Бугарија, вклучување на бугарите во уставот во одредбите во кои се споменуваат другите народи и на еднаква основа со овие народи. Сега, вклучувањето на бугарите во уставот не е спорно дека некогаш ќе се случи, тоа никогаш не сте го спориле дека некогаш ќе се случи, прашањето е кога ќе се случи, затоа што и тие велат дека мора да се случи помеѓу две меѓународни конференции, да биде ведна, значи како јас го сваќам како услов за да се продолжат преговорите. Видите, првата сопка, еве ќе ја наречам за да разберат луѓето. Ние нашиот став беше по ова прашање дека содржински, суштински немаме проблем со внесување на бугарите, хрватите и црногорците во уставот, бидејќи од тие три заедници има еве барање за вклучување во уставот. Морам да признам, да објаснам дека вклучувањето во уставот повторно ќе се оди со истата формулација како што е сега во преамбулата. Се разбира, значи тоа мора да се објасни. Сегашната преамбула, вклучување на уставот не ги подига на повисоко ниво. Не. Значи сегашната преамбула ја дефинира Северна Македонија како држава на македонскиот народ и на други делови на народи и на етнички заедници кои што се други делови на народи како што се албанскиот, турскиот, српскиот, бошњачкиот, ромскиот, сега да не заборавам некого, меѓутоа влашкиот. И тука ќе се додадат хрватскиот, бугарскиот и црногорскиот. Значи во таа низа која веќе постои со исти статус како сите останати би се додале
и овие три. Со 0,01% да е некој ќе влезе во преамбулата, така изгледа. Како на попис ќе ни се појават, сега се појавуваат и некои што воопшто и не живеат во државата, туку се во вселената, можеби и ќе ги додадеме. Видете, ние во нашиот устав познава само една важна бројка, тоа е таа од 20%. За над 20% има поинаков статус, сите што се под 20%, дали се 15, 7, 3 или 2 или 0,0 е небитно, имаат исти статус. Нормално сите права ги уживаат и исто така го имаат учество во јавниот сектор толку колку што имаат проценти во населението. А реципроцитет нема да се бара со оглед на тоа што македонското малцинство во Бугарија не е признаено и покрај пресудите што ги има на меѓународните судови. Видете, ние уште во 99 година со подпишаната декларација меѓу Георгиевски и тогашниот премиер Љупчо Георгиевски и тогашниот премиер Иван Костов сме се обврзале на немешање во внатрешните работи една со друга држава. Исто така, со договорот од 2017 за пријателство и добрососедство, сме се врзале со истата формулација. И ние и сега, што и да се договориме, доколку се договориме околу тој евентуален протокол или било која друга форма, сега одиме малку на терен на билатералните односи. Да, што не би требало да влезе во рамката. Што не би требало да влезе во рамката, ние сметаме дека е најдобро да се остане на таа формулација. Тоа значи дека ние не се мешаме во внатрешната уредување на Бугарија, но исто така очекуваме Бугарија да не се меша во нашите. Кога се менува преамбула не е немешање. Сега. Заради нивна желба. Точно така, меѓутоа тоа е и барање на луѓето кои што живеат тука и се изјаснуваат како бугари. Како што имаме барање на заедницата на хрватите или заедницата на црногорците. Нашиот концепт, ние немаме од што да се плашиме во тој дел. Нашиот концепт меѓутоа се плашиме да не биде прва стопка како услов за понатамошни преговори. Па еве јас мислам дека доколку ги отвориме преговорите, тоа и сакав да кажам. Доколку ги отвориме преговорите, ние ќе имаме аргумент и доволно време во текот на подготовките и наредните фази да ја завршиме и оваа обврска, баш заради тоа што не е спорна како содржина. Дури и опозицијата, Мицковски, сами откажат при првата посета на Петков на Скопје по таа средба со Петков што имаше, дека не е спорно за него содржински внесувањето на бугарите во Устав. Ако тоа содржински не е спорно, тогаш не би требало да биде проблем. Но временски, политички, како процес кога би го направиле, тоа станува да се договори. Нам ни е битно да ги започнеме преговорите за тоа да влезе во одреден тек, отколку да биде поставено како предуслов за почнување преговорите. Добро, тие сака да биде предуслов. Ние еднаш го сменивме уставот како предуслов за почеток на преговорите и тоа беше заради имплементација на Преспанскиот договор и исто така заради членството во НАТО. Така што мислам дека има доволно разбирање и кај француското претседателство и кај другите држави членки дека ова навистина е важно. Инаку Северна Македонија во својот историјат и во својата портфолио, особено во последните години, има многу добри резултати во однос на заштитата на правата на заедниците. Не, апсолутно тоа не е спорно. Сакам да ве прашам и за третата измена што ја бара. И на тоа не треба да се грижиме. Бугарското собрание бара дека да се гарантира оти добрососедството останува хоризонтален критериум во текот на процесот на постапување на Македонија во ЕУ, за чие спроведување Европската комисија ќе треба да го информира Советот пред секоја меѓувладина конференција. Хоризонталниот критериум на добрососедство значи дека договорот за добрососедство, ајде да кажеме, што не е спорен, и билатералните односи, јас така го разбирам, ќе влезе како исто така предуслов во Видете, почетното барање на Бугарија, ако се сеќавате, беше да има 35 поглавје, како што има Србија и Косово. Ние сметавме дека тоа е непотребно и неприфатливо, затоа што тоа ќе значи дека еден билатерален спор ќе стане дел од европското аки. И искуството со Косово и со Србија не е позитивно во таа смисла во смисла на текот на преговорите. Инаку дека мора тој проблем да се реши, мора. Тоа не е спорно.
Добрососедските односи не се спорни, договорите не се спорни. Јас условот е ќе дојдам до тоа. за билатералното. Добрососедските односи се ставени како дел од политичките критериуми уште некаде 2008-2009 година и токму тоа беше причината зашто ние при првата препорака во 2009 година, кога сме добиле првата препорака за почеток на преговорите, зашто таа не е ефектуирана до денес. Значи ние со исклучок на 2 години, 15 и 16, кога сме имале да речеме суспендирана или замрзната препорака или условена препорака, сите други години сме имале чиста препорака за почеток на преговорите, а не сме ги почнале заради добрососедските односи, заради тој дел. Тоа прашање го решивме, меѓутоа вака хоризонталното ми личи внесување на билатералниот договор како услов во преговорите. Ама јас сакам да кажам дека и сега е услов на преговорите, затоа не сме ги почнале до сега. Ама останува услов за нив. И дека во воведот на преговарачката рамка во првата верзија пред 2 години, која што сме ја прифатиле сите и ние како влада, во тој момент сите што учествувале во владата и собранието. Во таа преговарачка рамка постои дел кој што се нарекува добрососедски односи, каде што се поименично спомнати два договори. Договорот од Преспа и договорот со Бугарија. Значи ние тој договор сме го потпишали, сме го ратификувале во собранието, за да го исполниме, а не за да не го исполниме. Динамиката на исполнување, темите, согласноста, несогласноста, историските прашања, тоа е друго прашање, има механизми низ кои што тоа треба да се решава. Да, меѓутоа тие настојуваат дека тие прашања ќе влезат во преговорите, што е апсолутно. И ако тоа го дозволи Европската унија, тоа до сега не се случило. Билатерален спор да влезе во рамка. Кој да го видите, не е сосема така. Еве ќе ви давам пример. Словенија и Хрватска има година дена блокада заради нивниот билатерален спор. Билатерално го решија. Го решија со арбитража. Беше, да, сосема друго. Меѓутоа една година беше целосно сопрени беа преговорите со Хрватска заради тоа. Го решија со арбитража, а не внатре во преговори. Ама затоа велам, ние на овие договори имаме механизми како да ги спроведуваме и преспанскиот и овој другиот. Во преспанскиот договор на пример, јас денеска тоа го зборував на брифингот. Таму имаме ние исто така билатерални прашања кои што се врзани за европскиот процес. Ама сега ги решаваме, меѓутоа не влегува во условување на европскиот процес. Да, ама еве ќе ви давам еден пример. Имаме таму комисија за трговски марки, која што треба во рок од 5 години да ги усогласи сите прашања по европски правила и со учество на Европската комисија, значи тоа е веќе мешување на ЕУ, да ги реши сите прашања поврзани со називите на трговските марки. Ајде да преведеме, личи дека ако ние ги ставиме билатералните прашања на овој начин вака, дека и историските прашања и сите билатерални прашања ќе им дадеме рок дека цар Самуил ќе го решиме за 2 години, Климент за 3 години, и сите билатерални прашања ќе ги наведеме со рок, со внесување на ЕУ. Еве сега ќе ви ги втората точка од излагањето. Ова хоризонталното е втората точка од излагањето на премиерот Ковачевски. Историските прашања не може да бидат критериуми во преговарачката рамка. Да, ама овој пример што ги давате дека ние нема да го прифатиме тоа. Па кажете јасно. Па еве го кажувам неколку пати веќе. Ние тоа не може да го прифатиме. Од повеќе причини. Прво затоа што сметаме дека тоа не се теми кои што треба да се дискутираат таму, туку треба да се дискутираат на теренот на билатералниот договор, кој што секако треба да се исполнува, и во историската комисија, каде што сме на паритетна основа представени со Бугарија, каде што има и наши, еднаков број на наши представници и представници од Бугарија. Ние, кога се определувала работата на таа комисија, се определувала што ќе правиме ние со резултатите од нивната работа, од тоа што тие ќе го договорат. Меѓутоа, во никој случај не се наметнува на комисијата што да реши, на каков начин и во кој рок. Тоа зависи од нив. Значи, од нашата историска фела зависи. Да, меѓутоа, еве, се што излегуваше од Бугарија, фала Богу, излегува и од историската комисија, еве, конкретно и за цар Самуил, дали има плочка или ќе нема дека е бугарски цар и слично. Јас повторно ќе кажам, цело време излегуваат информации од бугарска страна и нив им одговара. Макар и за историските делови. Ние постојано се браниме од дезинформации, откако јавноста ќе зоврие по прашање, една недела ќе ги држиме дали цар Самуил ќе има плочка дека е бугарски цар или не, а потоа одеднаш ќе излеземе да објаснуваме. Во работата на историската комисија имаше определени резултати, еве за тие 4-5 точки каде што постигнаа резултат. Првичната идеја беше и во консултација со комисијата заеднички да се објават резултатите, или од комисијата, или заеднички комисијата и владите. Таа беше идејата. И кога ги работевме оние работни групи, идејата беше кога ќе има заедничка седница на владата
тоа требаше да се случи некаде во мај, да се објави резултатот на работата на историската комисија во овој период. Тоа не се случи заради контекстот на особено после она што се случи во Битола, па потоа едноставно проблемите во Бугарија. Па не случајно се случиле работите. Па јас не велам дека е случајно, меѓутоа сакам да кажам зошто не се случиле. Затоа и беше одложено тоа и затоа тоа не се случи, затоа не се случи ни меѓувладината седница со Бугарија. Мислам, она што требаше да се случи во кај нас. Сакам да кажам, ние сме преговарале искрено, во добра волја, но сме ги заштитиле сите наши интереси. Последната измена што тие предлагате е поврзана со протоколите и се што туку добив информација МНР што мисли за тоа, бугарското во неа се предвидува да се вклучи референца за протоколите кои произлегуваат од договорот за пријателство и добросуседство во преговарачката рамка. Бугарија бара да се потпише билатералниот протокол составен од историски образовни услови и идентитетски прашања како што бил преговаран, усогласен меѓу двете министерства за надворешни работи. Ова го има во 18:30 по бугарско време, не знам дали е денеска Министерството за надворешни работи на Бугарија. Не бил согласен текст. Ова е најновото што го гледам. Инаку ако бил согласен, ќе бил потпишан. При посетата на министерката Генчовска, ако се сеќавате, тоа се случи пред отприлика 2 недели, имавме интензивни разговори, таа имаше и партиски разговори со представници на партиите и работеше во МНР. Имаше напредок и тоа беше објавено дека има напредок, меѓутоа не е тој текст затворен, не е договорен и има се уште отворени прашања за кои што мора да се разговара. Така што протоколот може да тоа инаку дел од инструмент или инструмент на договорот, нели еднаш годишно треба да се собере таа меѓувладина комисија на ниво на министри за надворешни и да го утврди некакви резултати. Не е усогласен протокол, затоа не е потпишан. Затоа, видете, мислам дека конфузија е кај македонската јавност, обичен гледач ако не гледа сега повторно. Знаете зашто македонската позиција е нели дека нема да се прифати записникот меѓу двете влади, односно билатералниот протокол за спроведување на договорот за добрососедство, да стане дел од преговарачката рамка. Она што го правеа цело време бугарите, пак ќе кажам благодарение на вашата молчеливост, да не бомбардираат со записници кои што не се потпишани од двете страни, да не бомбардираат со информации. Мислите ли дека е тоа коректно и дека така требаше? Тоа не е коректно, ама сакам да кажам кога немаме информации ние не можеме да гатаме што сте потпишале, што не сте потпишале, што е записник, што е договор, што е протокол. Значи цело време ниту го објаснивте. Вие не ја подготвивте македонската јавност, ниту вашите коалициони партнери, опозицијата па воопшто за сега ова што го објаснувате. Еве јас ќе се обидам сега на кратко да појаснам за што се работи. Значи договорот за пријателство и добрососедство има своји инструменти на функционирање. Историската комисија е дел од тој договор. Исто така и овие протоколи, ова не е прв протокол кој што се договара, има еден потпишан 2019 година од тогашните министри Димитров и Захариева, каде што се договара одредена динамика за во кој период околу два историски настани. И така натаму вика во текстот, меѓутоа една личност и еден настан. Дека ќе има одреден напредок во одреден временски рок. Тоа е билатерално прашање. Значи тоа ние што ќе се договориме со Бугарија во рамките на таков некој протокол, како што бил 2019 или сега некој нов. Тоа е билатерална работа меѓу нас и Бугарија и ние во моментот кој ќе ја подпишеме, тоа значи дека сме се обврзале да ја имплементираме. Ние ќе ја подпишеме тогаш кога ќе биде договорена така како што мислиме дека треба да биде договорена и кога ќе сме сигурни дека ништо во тој протокол не ги загрозува нашите интереси. Да, меѓутоа тоа не sme да биде услов во преговорите. Тоа сакав да кажам. Тој протокол не може да биде услов во преговорите, ниту да биде спомнат во преговарачката рамка. Сега некој може да каже дека денес беше и тоа прашање на брифингот, што е тоа проблем доколку се стави во рамката, затоа што таму е веќе договорот, а ова е дел на договорот. Да. Ја оптоваруваме рамката со работи што нема потреба. Ја оптоваруваме рамката премногу. Кој ве прашал тоа, ама е нелогично. Не е битно, меѓутоа ја оптоваруваме рамката премногу. Со прашања кои што не е се место таму, впрочем ние имаме и друг договор таму преспанскиот кој што има своји инструменти и нема потреба тие да бидат внесувани во рамката. И згора на тоа, она што е важно за рамката да го знаеме. Зошто ние толку се бориме за рамката? Затоа што рамката е документ кој што има, кој што го зацртува патот за наредните 10 години како ќе изгледаат или колку и да се, дали се 5, 7, 10, 15, ќе видиме,
како ќе изгледа текот на преговорите со Европската унија и рамката е основа за договорот за пристапување кон Европска унија. Значи врз основа на таа рамка почна да се пишува договорот по кој ние ќе пристапиме. Објаснете им на јавноста оти да не се случи пак некој документ, па пак да треба да молчите па да ве бараме. Она за што инсистирате, Македонија бара првата меѓувладена конференција со ЕУ да значи отварање на преговорите. Тие бараат поставување на услови меѓу првата и втората меѓувладина конференција. Уставните измени да се направат до втората меѓувладина конференција. Меѓу секоја меѓувладина конференција има услови. Секогаш. Да, меѓутоа не е услов што, како што реков на почетокот, да не сопне уште на старт. Во однос на ова, ние не велиме да нема услови помеѓу конференција. Тоа ќе има по сите прашања. Битно е кои услови кога ќе се стават. Точно така, и битно е ние да ги почнеме преговорите, за да почне часовникот да отчукува во текот на преговорите. Ние во моментот кога ќе почнеме преговорите го започнуваме оној процес на што се нарекува скрининг, всушност значи аналитичка анализа на нашето законодавство и на нашите практики во однос на практиките и законодавството на ЕУ. Нам ни беше важно првата меѓувладина конференција да не биде символична, туку да означува реален почеток на преговорите. И доколку тоа се случи, ние можеме да понатаму разгледуваме кога и како и во кој рок може да се извршат уставните измени. Иако нашиот став од самиот почеток беше дека тие измени се возможни и може да се направат до крајот на заклучувањето на преговорите. Во која точка ќе биде, тоа ќе го утврдиме, меѓутоа битно е да ги започнеме преговорите за да можеме да размислуваме на тоа и да го спроведеме тоа. Дали, извинете? Сакав да кажам дека откако ќе се отворат преговорите, постојат многу инструменти кои што ќе се направат како некој вид на патокази кои што треба да се спроведуваат, од типот на патока за владење на право, патока за јавна администрација. Тоа се нормални регуларни инструменти кои што ги користат сите и ние ќе имаме многу обврски и после тој скрининг билатерален кај што сите држави членки и Европската комисија ќе вршат увид во нашето законодавство и во тоа што и во нашите пракси. На крајот од тој скрининг процес ќе има скрининг извештај во кој што ќе бидат утврдени краткорочните, среднорочните и долгорочните задачи, односно бенчмаркови репери, како сакате да кажете. Што се случи помеѓу Макрон и Рама попладнево, или да одеднаш Рама кој се закани на Бугарија дека ќе мора да го трпи, за неколку часа го смени вокабуларот, се слушна со Бојко Борисов, му заблагодари на тоа што дал предлог за симнување на ветото до бугарската влада и дека ето е на Твитер тој што објави едни честитки што тој ги има, например, вели само што добив повик од Бојко Борисов, не можев доволно да му се заблагодарам за доброто мислење дека ми се јави и дали значи дека Албанија веќе со ова се издвојува од пакетот со нас? Не, тоа сега не можеме да го кажеме, ќе видиме како ќе изгледаат конечните заклучоци и како ќе се донесе одлуката. Ние, нашиот став е јасен, сметаме бидејќи до сега и во таа некоја подготовка за почеток на преговори сме биле заедно со Албанија, сметаме дека е добра таа одлука се донесе за двете држави и двете држави заслужуваат да ги почнат преговорите. Албанија веќе 8 години има кандидатски статус. Ама нешто дознал Рама за да одеднаш му се јави на Бојко Борисов, да не може толку многу да му се заблагодари за неговата одлучувачка улога во отстранувањето на ветото во парламентот. Вистински пријател, вели тој. Мислам дека е неуместно да го коментирам јас премиерот Рама. Апсолутно, него дали имате информации, дали се случило нешто да му ветат на Рама дека ќе биде одлепен од нас и дека ветото значи одење напред. Дали ќе биде Албанија издвоена или не, тоа зависи од пред се од државите членки на ЕУ, не зависи од нас. Ние многу пати сме биле, за жал, издвоени во тој процес. Започнавме заедно со Хрватска, не раздвоија. Имаше обиди 2012 да почнеме преговори со Србија и Црна Гора и тогаш не издворија. Се надевам дека нема тоа да се случи сега, меѓутоа ние во секоја варијанта даваме поддршка на Албанија, бидејќи ние прв сосед и навистина блиска држава и премиерот Рама, можам да ви кажам дека на сите самите состаноци, барем на тие јас што сум присуствувал последно време, па и претходно, целосно е на наша страна и се залага. Дали се слушна, можеби меѓувреме Ковачевски и Рама, дали знаете ли имате информации што се случило по Пладево за заблагодарувањето негово? Денес немам информација, не. Пауза за реклами и продолжуваме понатаму.
Продолжуваме со интервјуто. Едно од прашањата и една од најголемите критики беше она што го напиша на Твитер Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј. ЕУ ги прима сите бугарски загрижености мощно сериозно, тие се сега дел од преговарачкиот процес, сега е моментот за одговорни одлуки. Западен Балкан треба да биде дел од Европската Унија, заедно ќе бидеме посилни. Ова е, например, изјава која што апсолутно ја оценија дека не дипломатска, дека може само да не загрижи и дека не оди во насока на тоа дека Вархеј ќе ги слушне и нашите барања и она што го зборувавме на почетокот, кои што треба да бидат инкорпорирани во францускиот предлог. Се работи за сериозен дипломат кој што не покажа никаква позитивна енергија кон Македонија. Ете, генерално можам да кажам дека може да изразам жалење што не сите фактори и во Брисел, и во ЕУ, и во Бугарија, дека не сите фактори беа со добри и искрени намери кон нас и тоа со текот на времето порано или подоцна ќе се покаже, така што повеќе не би коментирала за ова. Денеска поранешниот евроамбасадор Фуере ја критикуваше ова изјава на Вархеј. Секако дека ова е лоша порака што тој ја дава. Излегува, јас не можам да ги интерпретирам своеволно изјавите. Меѓутоа, однесувањето на Макрон, францускиот предлог, однесувањето на Вархеј, се работи за високи дипломати. Овдека имаме чувство дека никој не е сојузник. Не, тук во тој дел можам да ве уверам, бидејќи бев таму на лице место, дека имавме многу и имаме многу сојузници кои што има разбирање за нашата позиција. Можам да наведам неколку, ама постои опасност да речеме да пропуштам некого. Меѓутоа многу сериозен број на држави членки изразија разбирање за нашите позиции, особено држави кои што преговарале за членство во ЕУ и кои што знаат како изгледал тој процес пред 20 години кога се преговарало за проширувањето 2004 година. И тие на вистина укажаа дека дел од овие работи, односно ова ние што го укажуваме, има смисла и дека треба да се ослободи преговарачката рамка од некои работи. И исто така, оние кои што се постојани и упорни поддржувачи и на Северна Македонија и на процесот на проширување, сепак во оваа ситуација беа на вистина силно на наша страна. Од соседните држави, во поширока смисла, мислам дека сега дефинитивно може да ги спомнеме и Грција, и Хрватска, и Словенија, и Холандија, и Германија, и Италија, значи многу, Чешка, Словачка, затоа не сакам да ги бројам зашто може да испуштам некој, меѓутоа голем број на држави изразија разбирање за она што кажуваме и не го насочија притисокот кон нас. Што е следно? Шарл Мишел вели, првиот состанок на Европската политичка заедница ќе биде во Прага по летната пауза. Договорено е првите состаноци во овој формат да се одржат за време на престојното 6-месечно чешко председавање со Советот на ЕУ и идејата да биде средба на рамноправните. Една од варијантите е, доколку останеме надвор од процесот, да си останеме со оваа средба на рамноправните и политичка заедница, која што мислам дека многу добро ја поздрави Вучич, на кој што мислам дека му одговара ваквата политичка заедница, а доколку пак Албанија се одвои од нас, тогаш остануваме во процесот заедно со Србија. Видете, таа политичка заедница не му одговара само на председателот Вучич, мислам дека не одговара на некој начин и од различни причини на сите. Прво, не треба да ги врзуваме движењето на оваа политичка заедница со процесот на проширување, иако е тешко да се раздвоат, меѓутоа ние уште кога се промовираше таа идеја, јасно кажавме, таа прв пат се промовираше некаде почетокот на мај, кога председателот Макрон имаше говор во Страсбург во Европскиот парламент за 9 мај. Точно тогаш тој ден бев јас во Париз, во францускиот сенат имаше дискусија, исто така ја промовираа таа идеја. За нас секој формат на соработка, особено политичка соработка, во ова време кога имаме толку геостратешки предизвици и војна во Украина и закана по европската безбедност, ваквите формати се важни. Меѓутоа изјавата на Вучич, извината, вчера, него му одговара оваа позиција.
долго ќе му траат преговорите, не се ми труди нешто многу тој да влезе во ЕУ. Видете, на сите ќе ни траат преговорите. А од друга страна, мислам дека неговата главна цел е да има политичко, економско, културолошко влијание во регионот и тоа многу добро го прави. Јас не би сакал да коментирам, бидејќи ние сме партнери со Србија во Отворен Балкан и сме соседи. И тоа имаме одлични односи и мислам дека нема причина ние да издвојуваме интерес на една држава во однос на друга. Сите држави во регионов имаат определени интереси. И Србија, Албанија, и ние, и Косово, и Црна Гора, и Босна и Херцеговина. Она што за нас е важно, политичката да речем политичката заедница да не биде замена за Европската унија. Исто како што не може да биде ни Берлинскиот процес, ни Отворен Балкан замена за Европската унија. Но нам ни треба место на масата, бидејќи вчера имавме можност да си ги соопштиме нашите ставови, да не чујат во живо. Инаку претходно на претходните самити, ова е прв самит кој што го врзал Европскиот совет со самитот на ЕУ Западен Балкан и имавме можност директно да им се соопштат. И тоа порано се случуваше на година дена или пак на 2 години. Последниот ваков беше во Загреб 2020 година. Значи, нам ни е потребно таков форум, кај што може да ги споделиме нашите грижи, да размениме мислења со други, да седиме на еднаква нога со Макрон, да седиме на еднаква нога со Шолц, со Мишел, кај што може да им ги соопштиме нашите информации, нашите ставови, нашите прашања кои што не тиштат. И впрочем, зошто ние како држава кандидат, ако сме одлучиле да речеме прифатиме санкции кон Русија или било кое друго прашање од надворешната и безбедносна политика, а ние сме 100% усогласени со таа политика. Зошто да немаме прилика да седиме на таа маса, каде што се дискутираат политичките прашања, каде што ќе имаме и повеќе информации и ќе можеме да изнесеме некои своји грижи, ќе можеме да побараме нешто од Европската унија. Например, да не вклучат во нивната рамка за снабдување со газ, нивната рамка за снабдување со храна. Ама за возврат. Тоа немаме штета од тоа, напротив може само корист. Еве контратежа на ова што го видовме дека проширувањето поради неговата брзина не е адекватно за се што правиме во Европа. Затоа го сакаме овој нов пристап во кој партнерите би можеле да разговараат за прашања како што е безбедноста. Ова укажува на тоа дека бидејќи е спор процесот, ќе си седиме ние на таа маса втора лига и ќе си разговараме што не тишти. Видите, проблемот со таа маса не е втора лига, таа маса седат најкрупните играчи во Европа на едно место. Самиот вели дека проширувањето всушност ќе се закочи. Еве јас вака би го представил тоа. Ние закочено. Ние не преговараме се уште. Под услов да речеме наредната недела да ги почнеме преговорите, тие ќе траат, во просек, ако истражувате, траеле 5-6 години за секоја држава. Идеално. Србија и Црна Гора преговараат 10 години веќе. Еве и ние може да преговараме 10 или X број на години. Зошто во тој меѓу период, додека да чекаме да станеме членка на Унијата, да немаме можност, макар преку ваков формат на политичка заедница, да седнеме и да ги соопштиме нашите ставови? Зошто да гледаме од телевизија што одлучила Европската Унија за снабдување со електрична енергија или со газ, или со војната во Украина, или со нешто друго? А што очекувате од чешкото председавање? Што ќе се случува идната недела? Само би додал за Европската политичка заедница една многу важна работа. Идејата на председателот Шарл Мишел и председателот Макрон, патем треба да се заблагодариме и на председателот Шарл Мишел, бидејќи на вистина беше ангажиран и на вистина и беше кај нас тука пред 2 недели за да ги чуе нашите аргументи и да ни даде поддршка. Покрај овие што се тука држави членки на ЕУ, од источното партнерство државите, значи Украина, Молдова, Грузија, ние од Западен Балкан, внатре се планира да седат и државите од Европската економска заедница, значи Норвешка, Швајцарија и така натаму, и Обединетото кралство како држава која што излезе од Европската унија. Значи таков еден форум на Европа е потребен. И ние тоа не треба да бегаме, ниту треба да не плаши, треба да го искористиме за да ги изнесеме нашите интереси и за да се вмрежиме, се социализираме подобро во тој клуб. Што очекувате од идната недела? Дали нешто може да се случи додека претседава с Франција? Видете, јас можам да ви кажам што ние сакаме и што ние планираме. Ние ги изнесовме нашите ставови јасно. Ги знаат и во Франција и во сите држави членки, ги знаат и во институциите на ЕУ. Доколку се тргне во правец да дел од овие работи, односно сите овие работи бидат да речам услишени и да се излезе во пресред, ние можеме да влеземе во разговори и да видиме дали и тоа како ќе би било формализирано понатаму. Може ли да се случи ветото да падне и да идната недела нешто конкретно да има? Значи во било кој момент тоа може да се случи, но
пред било што да се случи, било кој предлог да го добиеме ние формално од нашите пријатели од Франција и француското претседателство, можам да ве уверам дека сега немаме никаква причина ни да чекаме, ни да тактизираме. Во моментот кога ќе го добиеме каков било предлог, тој ќе биде разгледан и во владата, на седница на влада или во некој формат во кој што заседава владата, и со коалиционите партнери во владата, и со опозицијата, и најмалку во комисијата за надворешни работи во собранието. Како минатава недела. Верувате за нас кои што директно учествувавме, во тоа беше најголем стрес. Но сакам да кажам, што и да се донесе како предлог, тоа ќе отиде во сите овие институции, консултации со претседателот на државата исто така, кој што во овој период и имавме и разговаравме со него и во изминатиот период, така што сите овие адреси ќе бидат поминати, сите ќе се кажат своје мислење и на крај ќе се донесе одлуката која што е најдобра за државата со сите последици, со сите одговорности. Има можност да се гласа и во парламентот, се носи со просто мнозинство. Само сакам тоа да го нагласам, дека што и да, каков предлог и да дојде, ние нема да прифатиме ништо без да се консултираме на сите овие нивоа и без да се донесе најдобрата одлука во интерес на граѓаните. За крај, нешто што го имаше во францускиот предлог или нешто што пак го нагласуваше бугарската страна и да утврдиме дали е точно, дека ќе македонското МНР и бугарското МНР ќе направат, сега не можам точно не го земам в членот да го цитирам, некој вид на комисија или мониторинг за да се спречи говорот на омраза. Практично, ако некој нешто од медиумите или на Твитер или на Фейсбук напише што не му се допаѓа на бугарското МНР, ќе пријави практично до македонското МНР и може да почнат постапка против нас медиумите. Тоа го свативме како директна цензура. Ќе има ли таква цензура и ќе дозволите ли такво нешто? Јас тоа го објаснив денес и на изјавите на пресконференцијата. Ако вака го замислувате, тоа може и денес да се случи без ваква комисија, можем едното на другото МНР. Апсолутно не велам не, меѓутоа ова веќе кога ќе се стави во нешто, тоа е многу сериозна работа. Ние не можеме да воведеме цензура бидејќи кај нас тоа со уставот е забрането. Не велам дека ќе го наречете цензура, ќе го наречете заради добра соработка помеѓу двете министерства ќе се направи. Дозволете да ви објаснам. Говорот на омраза е законски дефиниран поим. Затоа се надлежни судовите и обвинителствата, а не МНР. Точно така, се согласувам. Не може МНР да стои како таква. МНР е само потенцијална контакт точка во која што некој може да укаже, во случај в друга држава, Бугарија, може да укаже кога мисли дека во некоја ситуација имало потенцијален говор на омраза. Значи тие ќе ви јават, Снежана Лупевска кажа тоа и тоа, и вие ќе изреагирате до судот и до односно до обвинителството. Дозволете само да објаснам. Исто така, ние имаме право да реагираме во бугарското МНР ако сметаме дека на јавниот простор во Бугарија постои потенцијален говор на омраза. Па сметајќи бугариве како се. Па добро, и нам ќе ни се отвори патот да реагираме за некои работи. Понатаму, дали е тоа говор на омраза или не е и какви последици би имало, може да одлучи само обвинителство и суд. Сваќате ли дека тоа е притисок кон медиуми, кон јавност, кон луѓе што пишуваат на Фейсбук? Такво до сега таков договор ја не памтам дека имало. Дали до сега има да речеме на забелешка која што и новинарите често ја потенцираат, дека нема доволно справување со говорот на омраза против новинарите, против. Не, тоа е друга работа. Сакам да кажам, ние бараме начин, точно така. Ако пишам на Фейсбук против вас нешто, исто можете да ме тужите. Затоа постојат судови граѓански. Видете, јас и затоа постојат оддели во судовите. Не постои дека може МНР да мониторира и да ако му покаже бугарското МНР дека нешто не му се допаѓа од мојот текст, па вие да укажувате на македонските судови. Не, јасно, јас бидејќи ги знам, јас знам оваа материја многу добро, бев и министер за правда и самиот сум добил 2 тужби за клевета во кои што јас сум бил директно засегнат. Мислам дека е важно ние да имаме систем, да покажеме дека постои систем, доколку некој се чувствува. Има судови доколку некој се, ама сакам да кажам дека ние ништо нема да направиме надвор од таа рамка законска. Ама зошто мора бугарите вас да ви се жалат, да ви се пожалат на нас медиумите? И вие што ќе направите? Ќе му укорите? Не, секако дека ќе дадете представка до обвинителството? Целта е само јавниот простор, не медиумите. Не само поединечно некој новинар или медиум, туку јавниот простор. Може би треба тоа се додефинира. Меѓутоа говорот на омраза е универзален поим кој што се третира законски. Ништо надвор од законот ние нема да правиме и од надвор од инструменти. Значи како услов? Тоа се уште не е заклучен текст. Услов ќе биде за преговори и тоа дека ние не треба да мислиме. Не е точно тоа. Тоа не е точно. Не е точно.
Или во дека тоа ќе билатералниот договор ќе биде? дека тоа ќе биде услов, тоа не е точно. Јас ве уверувам дека се што се е во врска со говорот на омраза ќе биде согласно европските стандарди, согласно нашите закони и согласно тоа што ќе окажат нашите судови и нашите Ние институции. не се лутиме ако вие речете во еден договор дека Македонија нема да дозволи говор на омраза. Ама да кажете дека МНР на Бугарија и МНР на Македонија ќе бидат тие што ќе мониторите или ако еден на друг се пожали кои што ќе укажуваат на говор на омраза, стварно не е, навистина не е во ред. Апсолутно не е во ред. Дали мислите ставите... на пример имаше еден пример кога се случи автобуската несреќа во Бугарија, кај што наши граѓани го изгубија животот и кај што имаше на јавниот простор во Бугарија говор на омраза во таа смисла. Дали мислите дека не треба да имаме право, на пример, ние да реагираме на тоа? Вие си имате дипломатски канали по кои што реагирате. Ништо повеќе не е ништо не е друго, ни ова. не може на други, значи само дипломатски и до сега се применувале. Никакви, еве можам само така да ви кажам отворено. Никакви нови механизми кои што ќе значат било какво ограничување на слободата на говор, надвор од тоа што е веќе во нашиот закон и во нашиот систем, нема да има. Кусо, кои се, не ми одговоривте, третите земји што ги натерале таквите експерти да бидат толку против договорот? Не би сакал да значи, кога ќе коментирам. каже премиер дека има трети земји и кога ќе каже дека има така наречени експерти кои се злоупотребени или употребени од трети земји, тоа отвара едно многу сериозно прашање. Мислам дека треба да ставиме простор да видиме кој каква улога имал и во овој период и каква ќе има во наредниот период. Јас мислам дека не е тоа изјава која што но очигледно беше дека навистина имаше кај нас акција за некој начин подкопување на нашите позиции, исто како што сигурно и во Бугарија имало такво нешто, ќе видиме. Не би сакал повеќе да коментирам на таа тема, ќе покажам. Да мора да го прашаме премиерот за да знаеме да треба да го прашате. Откаде доаѓаат бидејќи тој го отвори тоа, веројатно ќе треба и тој очигледно ќе треба да објасни. Ќе има прилика сигурно. Ви благодарам многу за ова интервју. Благодарам. Благодарам за вниманието. Останете со програмите на Тилма. Имајте пријатна вечер.